Анксиозност. Што е анксиозноста? Па, наједноставниот начин да издефинираме, за да може да ја разбереме, да не навлеземе премногу во клиничка диагностика, би можеле да ја представиме како прекумерна загриженост за нешто. Тоа нешто може да биде од најразличен карактер. Може да биде од здравствен карактер, може да биде од... Најчесто е по здравието, најчесто е по well-being, по животот. Така да се она што не загрижува прекумерно дека нешто лошо може да ни се случи и нормално ги троши нашите ресурси од аспект на имунитет, од аспект на енергија, сето тоа можеме да го дефинираме како една генерална анксиозна состојба. Физиолошкиот аспект од анксиозноста, што точно е тоа? Значи, кога имаме анксиозна состојба, имаме промени кои што се на психолошко и на физиолошко, на физичко ниво. Што значи тоа на физичко ниво? Тоа значи дека самата анксиозна состојба е еден стар механизам, одбранен механизам, кој што останал од времето, мајка природа, еволутивниот процес немале време да го исфрлат од нашиот организам и тој е се уште присутен. Тој механизам се вика fight or flight. Тој механизам има одбрамбена улога. Тој е тука да не заштити од нешто што може да ни се закани директно по животот и по нашето здравје. Многу често тој механизам е поврзан со тоа да ни даде што е можно повеќе сила во даден момент, за да можеме да се избегаме или да се справиме со опасноста која што е живото загрозувачка. Што значи тоа? Тука доаѓаат до израз физиолошките промени во бекграундот како последица од анксиозната состојба, а тоа се меѓу многуте три основни алки од синџирот кои што се најбитни, а тоа се шекерот, тоа е кислородот во крвта и тоа е мускулната тензија. Шекерот во крвта, што е неговата улога? Значи, шекерот заедно во комбинација со кислородот и тензичната мускулатура, тој е тука потребен за да ослободи енергија во мускулите. Тоа е една хемиско-биолошка реакција, која што со помош на кислородот, заедно во крвотокот, шекерот се носи до мускулите, каде што се согорува и се ослободува таа енергија, која што ни е потребна за борба или за бегство во таа ситуација. Од каде го добиваме шекерот? Шекерот, неговата улога е најмногу го добиваме од исхраната. Организмот првенствено би ги земал би го земал во употреба рафинираниот шекер најбрзо, пошто тој ја има таа, ајде да не речам моќ, таа негативна страна најбрзо да влезе во крвотокот. Така да првенствено се трошат оние шекери кои што најбрзо може да се конвертираат во гликоза, а секундарно доаѓаат оние шекери од преработка, а тоа се јаглехидратите. Јаглехидратите се форма на исхрана која што е најмногу на база на теста и кои што најбрзо се конвертираат во шекери или во масти, каде што тоа е како еден сторич механизам во кој што организмот ги чува вишокот јаглехидрати во форма на масти за да, ако му потребаат во иднина, да ги искористи. Кислородот, рековме, тој има круцијална улога, со него настанува таа хемиска реакција на согорување на шекерите во мускулите, за да се ослободи таа енергија. Што се случува со кислородот? Во анксиозна состојба, телото го менува начинот на дишење, организмот почнува да применува друга форма, секундарна, и тоа е анксиозна форма на дишење, тоа е торакалното дишење. Торакално значи со торсото. Тоа значи дека горниот дел од телото, односно градите, прават експензија и со тој начин на дишење најбрзо вбризгуваме кислород во крвта. Ако сакаме да приметиме кога сме поминале од релаксирачко диафрагмално дишење, кое што е нормалното дишење, во торакално дишење, ги ставаме двете раце, едната рака на стомакот, другата рака на градите и дишеме нормално. Ако таја рака на градите се подигнува многу, а таја на стомакот стои мирна, тогаш значи дека дишеме торакално. Тоа значи торсото прави преголема експанзија, премногу иде нагоре надоле, а стомакот е мирен. Диафрагмалното дишење треба да биде раката на стомакот треба да иде нагоре надоле, а раката на градите
треба да е смирена и треба многу мала промена во движење да направи. Многу мала. Тоа е релаксирачко дишење, односно диафрагмално, а торакалното диафрагмално, торакалното дишење тоа со торсото. Значи, тоа ни е прв индикатор дека дишењето ни е анксиозно. Целта на нервниот систем е да не натера да се чувствуваме, да се уплашиме, да се чувствуваме дека немаме доволно кислород во нас и дека ќе се угушиме. Првото чувство на еден паничен напад или на една интензивна анксиозна состојба е недостаток на кислород. Прво нешто што осеќаме е дека ќе се угушиме. Што ни прави тоа чувство? Не мотивира и не стимулира да дишаме порапидно, да дишаме повеќе. Тоа значи дишаме панично. Во тој момент, ако измериме оксидација на крв, веројатно имаме крв односно кислород во крвта како за тројца. Меѓутоа, чувството не е такво. Чувството е дека ќе се угушиме и дека многу брзо ќе останеме без кислород, а тој страв истовремено не мотивира да дишаме многу порапидно. Третиот аспект, тоа е третата алка, како дел од тие физиолошки промени кои што се случуваат со анксиозноста, а тоа е тензичноста на мускулите. Пошто анксиозноста рековме дека е алертна состојба, тоа значи дека се пазиме, предпоставуваме и исчекуваме некаква опасност од било кој агол или ќош да ни се прикрадува. Тоа значи дека телото истовремено и мускулите се спремни за реакција. Освен тоа што имаме збогатено кислород и шеќер во крвта, мускулите се спремни. Знаете како на една трка, кога се подготвуваме да стартуваме, тоа е ready set, мускулите се, нели, она блага тензија пред да стартуваме, пред да знаеме дека ќе треба рапидно, односно интензивно да ги искористиме и да ги контрахираме. Меѓутоа, за да бидат во таа состојба, тие мора да се благо контрахирани. Рековме, пошто е тоа алертна состојба, тоа значи дека очекуваме опасност од секој агол. Дефанзивна постура на телото е да главата влезе во торсото, првенствено да ја заштитиме главата. Тоа значи дека рамениците благо се подкреваат нагоре и главата и свратот се набиваат и влегуваат во торсото. Тоа значи да ја скриеме како некоја желка, замислете. Желка која што пробува главата да ја скрие во оклопот, така и ние пробуваме во торсото да ја повлечеме. Кои промени настануваат тука? Значи, таа блага тензичност на мускули во целото тело што се случува, најмногу ја осеќаме во рамениците и во трапецот, тука позади, овој дел од грбот. Значи, тоа значи дека двете рамени се покренати и кон вратот стегнати. Тоа значи дека овој дел и оваа мускулатура е интензивно под удар, нонстоп е под некоја тензија, нонстоп е згрчена и таа е подготвена. Сега, сите оние кои што страдат од анксиозна состојба, одма ќе го забележат, а тоа е дека ако отидат на некоја мускулна масажа, која што знае да помага, меѓутоа нели нема некое долготрајно дејство, али е олеснителна барем после масажата и за време на масажата, а тоа е дека секогаш масерот ќе им каже дека се целите со јазли позади во вратот и дека се целите згрчени, а тоа е затоа што поради таа блага контракција која што има континуитет, ние нели цело време сме во некоја уплашена состојба, тие се нонстоп контрахирани и мускулната маса веќе и организмот заборавил како изгледа мускулна релаксација. Тие се нонстоп во еден таков грч. Психотерапевскиот пристап како солуција на оваа проблематика анксиозна, поготово тој физиолошкиот дел, мора да биде со едукативна природа. Значи, тука психотерапевтите кои што се со психоанализа, кои што копаат во детството, копаат во минатото, копаат на начини на кои сме биле одгледани, родителските стилови кои што ги практикувале нашите родители, тука мораат малку да искочат од својот контекст и од своите граници и да навлезат малку повеќе можеби во неврологијата, во медицината, па дури и во нутрицијата. Зошто? Затоа што тоа е знаење кое што секогаш е од позитивен карактер и од огромна помош, поготово кога станува збор на токму овој физиолошки дел од анксиозноста, затоа што рековме таа е толку комплексна, толку многу полиња се инволвирани во тоа да најдат леки решенија за неа, а не можат. Тоа ни кажува дека нели не можеме симплистички да искорениме, мораме да искорениме повеќе аспекти, така да
ги охрабрувам сите психолози, поготово тие кои што се занесени малку повеќе во аналитичкиот дел, да вметнат знаење од другите области кои што секако се од бенефицијален карактер токму за оваа состојба. Како солуција за шеќерот, вишокот шеќер во крвта, одиме со нутриционистичкиот пристап, а тоа е да регулираме исхраната. Сега па јас дојдов на психолог, не дојдов кај нутриционист, ке речете, нели, не ми треба мене диетален план, не сум јас на диета, добра ми е фигурата, нели, диетата во овој случај е од различен карактер. Во овој случај мораме да ги игнорираме оние типични диетални планови кои што се од таква глобална природа, кои што сите знаеме дека се бенефицијални и здрави, меѓутоа тука веќе настанува исклучок за луѓе кои што страдаат од анксиозност и анксиозност пропратена со панични напади. А тоа е дека ние овој механизам кој што не ни е потребен и е дисфункционален и ни смета во квалитетното живење, мораме да најдеме начин да го зауставиме, да го спречиме, или да го успориме. Првенствено рековме диетално, тоа значи внимаваме на исхраната. Нема да навлеземе длабоко во тоа каков тип на исхрана и рецепти, нели, да даваме подетално, а ако барем малку имате некоја нутрицијска едукативна природа, би знаеле каков тип на храна се јаглехидратите, каков тип на храна се мастите и протеините и кои оброци ги имаат во најголемо количество овие супстанции. Рековме, диетално внимаваме на најмногу на шеќерите и на јаглехидратите. Тоа значи дека тестенините треба да ги исфрламе што е можно повеќе. Не мора целосно, меѓутоа на почеток можеме да ги намалиме. Тестенини, ако веќе имаме кревирање, многу ни се потребни, ги сакаме, нормално сме организми, живи битија, ќе ни треба да се задоволиме со нешто такво и онда тоа потреба е многу попаметно да ја задоволиме во попладнето, односно кон средината на денот. Зошто? Затоа што тогаш пикот на шеќерите, тој спајк што го доживуваме, природно ги прати циркадиските ритми. Тоа значи дека секое живо суштество кон средината на денот доживува на оштрица еден пик во нивото на шеќерот и во нивото на инсулинот за да го контролира шеќерот. Така да ако го следиме тој природен тертип, тој начин на варирање на тие параметри, многу повеќе ќе му олесниме на нервниот систем. Значи, средината на денот можеме малку јаглехидрати, почетокот и крајот на денот ги исфрламе што е можно повеќе. Но не само јаглехидратите, сите форми на шеќери, тоа се газирани сокови, блага, се што содржи рафиниран шеќер во него, па дури и фруктозата. Значи, сите знаеме дека е здраво да го почнеме денот со некое овошно фрапе или некој микс или некој цеден сок од портокал, нешто такво. Витаминозно, тоа е одлично, меѓутоа нивото на фруктоза што ја внесуваме е преголемо. Иако со малце покомплексна обработка од јаглехидратите, сепак брза обработка, нивото на фруктоза брзо, односно количината на фруктоза брзо ќе се претвори во глукоза и ќе го нахрани тој шеќер, што очајно пробуваме да го избегнеме и да го депривираме нервниот систем од истиот. Знаете како едно мотор, едно возило кога ќе се заглави педалата до крај не можеме да го зауставиме и кучинците не работат, што ни е следна опција? Да го истрошиме резервоарот со гориво. Односно да не полниме гориво во истиот резервоар позади воланот во кола која што одлучила самата да акселерира, самата да убрзува и ние не можеме да ја зауставиме. Нешто што можеме да направиме е да го скратиме горивото, односно шеќерите. Вториот пристап за регулација на физиолошкиве промени што настануваат како дел од анксиозноста е контрола на внесување на кислород во нашиот организам. Постојат на интернет многу вежби за дишење од најразличен карактер, дури цели едни сфери како јогата и како пилатесот и како хобиња кои што голем дел од акцентот ставаат на дишењето и тие секако можат да помогнат. Нема недостаток на вежби, едно нешто што мораме да внимаваме, на што мораме да внимаваме и да се ориентираме е без разлика која форма на дишење, да ја применуваме за регулација на овој кислород, тоа треба секогаш да биде непријатна и нелагодна. Тоа значи дека ние треба да се влечкаме зад нашиот организам. Ако нашиот организам ни вика вдиши побрзо,
Значи, барем пола секунда здиво да го направиме покасно. Ако не рече вдиши подлабоко, дишете, ама не, ви треба уште малку да подишете, уште малку да внесете кислород, ќе се пресечете и ќе се прекратите. И сето тоа треба да го храни тој момент дека вие немате доволно кислород и што е можно повеќе да се фокусираме на тоа дека оксидација на крв имаме како за тројца. Дека тоа е лажна тревога која што не стимулира да одиме во насока во која што не ни е потребно да одиме во моментот и затоа ја применуваме таа техника. Не е битно, тоа може да биде 5 секунди, 3 секунди, 3 секунди вдишување, 1 секунда издишување, па обратно секакви техники има. Она што е најбитно за вас, затоа што секој ја доживува анксиозноста и паничните напади во различен интензитет. И не само секој, истата особа, секој пат кога ќе биде изложена, кога ќе биде испровоцирана таа анксиозна состојба, таа не стои во место, таа варира. Нејзиниот интензитет дури кај индивидуи во текот на денот знае да варира и кога е поинтензивна, таа знае поголем димен, поголемо барање за кислород да предизвика. Тоа значи дека таа вежба што била 5 секунди вдишувате, односно 3 секунди вдишувате, 5 секунди издишувате, не е точна во тој момент. Се што можеме да направиме за да адаптираме дишење кое што ќе биде бенефицијално во тој карактер е да не применуваме некоја техника затоа што во текот на паничен напад вие не можете да вдишувате 5 секунди. Тоа е невозможно. Чувството дека ќе се угушиме, дека ќе се онесвестиме е преголемо, не можеме да го контролираме. Затоа се влечкаме, па макар и пола секунда за таа потреба. Третиот дел од физиолошките промени кои што настануваат, рековме, регулација на мускулната тензија. Кажавме дека мускулите благо се контрахираат кога сме анксиозни, уште повеќе кога сме со паничен напад. Целта ни е да ги научиме одново да се релаксираат. Зошто? Затоа што анксиозната состојба има свој континуитет. Таа не завршува, таа може да го менува интензитетот, меѓутоа во позадина нонстоп работи. Тоа значи дека мускулите нонстоп имаат некоја блага тензија и тоа значи дека со текот на времето ќе заборавиме како изгледа релаксиран мускул. Многу прост пример, ако земете тупаницата да ја стегнете и ја држите вака контрахирана, да речеме повеќе од 10 часа. После 10 часа, ако ви замолам да ја опуштите, ќе видите дека тоа е скоро невозможно. Значи вие ќе се осетите дека сте отпуштени, меѓутоа тупаницата се уште ќе биде стегната. Тоа значи дека одново треба да научиме, па макар и физиолошки со стимулации, дека нервниот систем и мускулната маса треба да научи како изгледа да е релаксирана. Што значи тоа? Исто така, на интернет постојат многу вежби, сите се под најскоро и најчесто сите се под називот прогресивна мускулна релаксација. Што значи тоа? Дека ги учиме мускулите одново да се релаксираат на начин на кој што одново им даваме податоци како изгледа максимално контрахиран мускул, за тој да може да го свати обратното. Што тоа значи? Да речеме дека одредена група на мускули, примерно со тупаницата, ја земаме тупаницата, ја стегаме максимално што можеме, односно ја стегаме до незините максимални капацитети, до степен на болка. Треба да осетиме согорување на мускулите. Кога мислиме дека сме дале 100% од тоа што имаме на располагање за сила, стегаме уште 100%. Тресењето, колку год да изгледа непријатно и нелагодно, е неопходно за да го донесеме тој мускул и таа група на мускули до максимумот на незините капацитети и контракција. Значи тука треба да има болка. После таа контракција следи релаксација од дупло повеќе време, тоа значи 20 секунди. Ако контракцијата е 10 секунди, релаксацијата е 20 секунди. Тоа значи после на истекот на тие 10 секунди треба да бидеме нагло ја пуштаме раката, ја олабавуваме, мускулите ги растегаме и треба да се обземеме со чувството на релаксација. Тоа треба да биде, колку ми е мило што оваа тортура заврши и што сега можам да се опуштам и да се релаксирам. Овој начин на говорење, овој начин на зборување и на јачање на една благодетна релаксирачка состојба им дава нови инструкции на релаксацијата, односно на мускулната маса, дека таа е релаксирана. Освен тоа што физиолошки е релаксирана и даваме уште толку повеќе сила од страна со инструкции дека вака изгледа релаксација на мускул. Ги поминуваме сите мускулни групи, почнувајќи од прстите на нозете, со листовите, бутовите, стомакот, бицепсите,
завршуваме со вратот. Ова е најбитниот дел кој што рековме дека најмногу страда кај анксиозните состојби, а тоа е двете раменици треба да пробаме да ги доближиме една кон друга позади вратот. Главата оди напред, рамениците се стегаат позади се додека не осетиме контракција и болка. Тука треба да внимаваме затоа што вратот е препон со нерви, вени кои што го снабдуваат мозокот со кислород и онда не сакаме да направиме некоја обструкција и некој проблем, затоа треба да има болка, меѓутоа треба да е внимателно и треба да е умерено. Тука контракцијата е исто 10 секунди, после тие 10 секунди следи релаксација од 20 секунди.